И добар ден, крипто ентузијасти. Каков пресврт моравме да направиме итно видео, едноставно премногу вести има. Само на кратко да спомнеме некои интересни работи, ова се ќе биде нормално детално објаснето во вторник, но затоа што имаме толку многу материјал, едноставно морав само еден краток осврт на моменталната ситуација да направиме. Што се случува со Украина моментално? Значи, ова е нешто што моментално го видовме и не можев да си верувам дека ќе се случи толку брзо, иако знаевме дека тоа ќе биде практично исходот. Да се подсетиме како изгледаа работите во текот на 2022-2023 година и сите изреки на Западот. Меѓу кои првата беше дека наводно Европа ќе продолжи да ја поддржува Украина без разлика на се, без условна поддршка до крај, до конечната победа. Така ли беше? Да. Да не забораваме дека Гериатрија Џо и неговите кучиња исто така кажаа дека колку и да е потребно ќе бидат овдека со Украина до крајот. Како беше? Ќе се бориме со Русија до последниот украинец. Така да целата оваа ситуација е доста интересна и еве ќе направиме еден многу краток екстра брз осврт. Знаете колку е брз во нашата ситуација, но ќе дадам се од себе да биде кратко. Значи, еве како изгледаа нели двете западно гејропско-мурикански страни кога станува збор за поддршка на Украина, со тоа што значи толку беше голема довербата во Украина дека ќе успее да го направи тоа што они сонуваат со векови. Значи, вика, не е доволно Украина да победе, туку потребно е, вика, и Русија целосно да изгуби. Со тоа што лудилото отиде до степен во 2023 година, поразот на Русија беше прогласен за глобален приоритет. Нормално, ова е глобален приоритет на Мурика и на Гејропа, но знаете како, Мурика и Гејропа се уствари, нели, светот, а другото е некои црнци таму и некои браун луѓе на другата страна од светот, тие се небитни, така. Знаете како, тоа е како кога рок група прави концерт и вика ќе правиме светска турнеја. Светска турнеја, Северна Америка, Европа, потенцијално Јапонија и Австралија. Па така и Западот моментално смета дека тоа е уствари светот, се останато е овде за овие 1 милиарда златни да живеат златен живот. Како и да е, да видиме како се тоа се движеше понатаму. Значи, покрај тоа што беше прогласен овој глобален приоритет да биде поразена Русија, веќе се спрема после поразот како ќе биде поделена Русија, да не заборавиме на тој степен на апсолутно лудило на Западот. Со тоа што не заборавајте дека целиот ретардиран НАТО сојуз се бореше против Русија, не Украина. Украина ги даде само луѓето, а се останато дојде од НАТО сојузот, вклучувајќи и трупи од Полска, и трупи од Франција, и трупи од Мурика, и трупи од Мала Британија, се извинувам, Франција, се извинувам. Северноафричка колонија на Алжир, Тунис и Мароко. Јас се извинувам, погрешно ја нареков. Како и да продолжиме понатаму. Не беше доволно тоа што се практично отвори војна во која што цел НАТО учествуваше против Русија. Дополнително, пред почетокот на војната, кон Русија имаше 2695 санкции. Тоа се типови на економски санкции со кои што се обидуваат да ја казнат Русија за тоа што е Русија. Така. После војната, во текот на овие 3 години, беа додадени 21.692 санкции против Русија, заклучно со 19 јануари. Како што кажавме, и бабушките во Русија беа казнети, оние матрошките, така. Со тоа што нормално можеме да видиме дека овие санкции не доаѓаат од нормалниот свет, доаѓаат од оние златна милиарда во светот, без разлика како што гледаме дека единствените луѓе во светот кои што ставиле санкции на Русија и понатаму се нормално само овие од светската турнеја на рок звездите. Така да отрнеме тоа на страна, како продолжи, да видиме каде се тоа се движеше. Во 2024 година, не заборавајте дека Русија покрај сите овие санкции, активна војна, рабл to рубл, значи се што беше направено врз неа и понатаму истата, нели, затоа што ја уништија нејзината економија, успеа да порасе 3,2%, односно 3 пати подобро од сите гериатрија 7 членки со исклучок на Мурик, замислете. Да, затоа што очигледно санкциите функционираат, како што се обидуваат да ве убедат на шител, така. Да не забораваме дека и International Banker во октомври 2024 година признава дека санкциите очигледно не функционираат, со оглед на фактот дека и покрај сите овие санкции, руската економија и понатаму продолжува да
outperformира, односно, незината економија успева да ги надмине очекувањата на светските институции како Интернационалниот монетарен фонд. Дополнително, да не забораваме дека исто така според International Banker, Русија успеа да ги надмине Германија и Јапонија да стане четврта по големина економија во светот покрај сите овие санкции, покрај сите овие глупости кои што беа направени и дополнително, значи не само како генерална економија, затоа што овдека сите се вадат на картата, ама тоа е, знаете, воена економија, добро, во ред. А како тогаш, кажете ми, Русија од средно се префрли во високо, да речам, квалитетна во однос на приходи земја во светот? Значи, во текот на оваа војна во јули 2024 година од страна на АМФ беше прогласена за практично еден степен понапред од претходниот свој стадиум, односно дека секојдневното население добива повисока плата и спаѓа во high income countries, односно земите кои што имаат највисок приход на секојдневните граѓани. Да не забораваме дека исто така во време на војна, покрај санкции, покрај налог за апсење на низиниот лидер Владимир Путин, покрај се, Русија успеа да биде, така речено, председател на БРИКС, да ги покани сите досегашни членки, новите членки, кои што почнаа да бидат од 1 јануари 2024 година, да успее да склучи партнерство со 8 други земји во светот и уште 4 од кои што се чека официјален одговор. Што значи во времето на Русија, покрај санкции, покрај војна, значи Русија успеала да го зголеми БРИКС сојузот со нови членки и со нови партнери членки. Моментално во БРИКС имаме повеќе од 50% од популацијата во светот. Тоа затоа што очигледно функционираат санкциите на Русија и како што веа на почетокот целиот западен, да речам, свет, да, Русија е изолирана. Гледам. Нашителни кажаа дека е изолирана. И да не забораваме дека сето ова се заврши крајно смешно, значи како еден добар виц. Значи Европа, која што мислеше дека е многу битна во овој конфликт, испадна и шмирглана поштено и обработена, но за тоа повеќе во лайвстримот во вторник. Не заборавајте, имаме многу битен лайвстрим. Во детали ќе видиме кој кого како добро обработил. Со тоа што вели вака, Трамп директно се јавил кај Путин, нешто незамисливо во времето на гериатрија Џо, и се договориле на 13 февруари да започнат преговорите за мир помеѓу Русија и Украина, без Украина. Со тоа што вели, следниот ден, значи имаме средба помеѓу рускиот министар за надворешни работи Лавров и Рубио, кој што е неговиот каунтерпарт, односно министар за надворешни работи ви рекле на Мурика. Со тоа што е договорено дека не само за Украина, туку Русија и Америка ќе ги на некој начин помират своите очекувања како за Украина, така и за Блискиот Исток. Со тоа што договорено е како средба ова да биде организирано во Судиска Арабија, која што ќе биде така речено медијатор во оваа ситуација, и да не забораваме дека Украина нема да присуствува на средбата на која што Америка и Русија преговараат како ќе заврши оваа војна. Значи ова е исто како кога Македонија не присуствувала на преговорите за крајот на Балканските војни во Романија, Букурешкиот договор кој што србите, татарите и циганите на југ одлучиле како ќе биде поделена Македонија. Само да ви кажам каде се тоа се движи, без разлика што Македонија своите македонци ги жртвувала во овие две балкански војни, ова што Украина жртвуваше 1 милион жители за да го брани демократскиот запад, значи еве како е завршена оваа војна. Не, чекајте, ова е само почеток. Не само што не е повикана Украина, исто така и Гејропа не е повикана на овие преговори. Украина и Гејропа се целосно изземени од овие преговори, односно сега гледате кој е султанот и кој со кого преговара, значи Гејропа и Украина останаа да бидат небитни страни во оваа ситуација. Дополнително, значи веднаш беше кажано од страна на високиот представник за одбрана на Мурика дека Украина нема да добие членство во НАТО ни по точка разно, ниту сега, ниту во иднина. Дополнително, беше назначено дека доколку некој сака да гарантира сигурноста на Украина после оваа војна, тоа нема да биде Мурика, на очекување на Гејропа и на Украина, очигледно, изгледа дека тоа што ние го зборувавме испадна баш така, значи беа искористени како кондоми, онаа војна против Русија до последен украинец.
Не заборавајте во целата оваа ситуација, вели вака, доколку Европа сака да ја гарантира сигурноста на Украина, тоа мора да го направи сама, но без да ги користи НАТО трупите. И не завршуваме овде. Чекајте, има уште. Значи, не ми се верува. Ја не можам да си верувам што се случи. Морам да ставам капа за тоа колку само добро испада цела оваа ситуација на крај. Не можам да си верувам. А верувате ми уште многу детали кои што не сакам да исподелам сега со вас, да не го расипеме лајстримот во вторник. И вели вака, не само што нема да стане членка на НАТО, не само што целата оваа ситуација значи, и нема да биде дел од сигурносниот систем Америка, која што јавно кажува дека сите трупи, оружја се ќе биде повлечено од Украина, ако веќе некои се уште останати таму. Дополнително, вели вака, сите територии кои што Русија досега ги освоила ќе останат во рамките на Русија. Не само што нема да го добијат Крим назад, туку и новите 25% територија кои што и беа земени во текот на оваа војна, нема да станат дел од Украина, туку ќе станат дел од моментална Русија. Значи, не знам како да ви објаснам како се тоа заврши на крај. Со тоа што дури сега се зборува за потенцијални репарации кои што Америка ги бара од Украина за помошта која досега ја дала во минерали. Само да ви кажам како се тоа интересно завршува. Колку го доби Гејропа, ќе дознаете во вторник, дополнително Гејропа го доби многу, но знаеме дека главниот пак би рекол лузер или губитник во оваа ситуација за жал е Украина, која што беше целосно искористена за да се добие она што они го посакуваат векови наназад. Пораз на Русија. Но како и векови наназад, така и денес очигледно ниту некој успеал, ниту некој ќе успее да ја порази Русија, посебно не на нивни терен. Со тоа што дополнително овдека само за крај би го напоменал ова многу битно прашање и би рекол една многу интересна анекдота од Хенри Кисинџер, кој што е еден од најпознатите дипломати во Мурика. Вели да бидеш непријател на Америка е многу опасно, но да бидеш нејзин пријател е фатално. Еве да знаете, овие сератори кои што вие ги нарекувате ваши лидери, без разлика дали доаѓаат од СДСШ или од ДПШНЕ, кон што ве водат. Само да ја потсетам оваа марионета овдека, која што прво го дудлаше во Кале за да стане, нели, тоа што е денеска, лидер на Северџанистан, изјавуваше јавно дека сака да прати македонски трупи во Украина. Зошто? За да бидат дел од украинското топовско месо? За тоа? Еве само да знаете кој ја води. Сега се чувствувате безбедни. Кога видовте што и се случува на Украина, кога видовте со што се плати Украина за западните вредности кои што никогаш нема да ги виде. Знаете што доби Украина од сето ова? Кандидат статус во Гејропа. Знаете кој друг има кандидат статус во Гејропа? Македонија. Нашиот кандидат статус моментално е полнолетен. Има повеќе од 18 години. Дали вие мислите дека некогаш Украина ќе стане дел од Гејропа? Да, ако потенцијално се распадне, така. Само да ви кажам кој ме води и да ви кажам кон што ме води. За прв пат во историјата се наоѓаме на погрешната страна. Се наоѓаме на страната на касапи. Се наоѓаме на страната на лицемери, на златна милиарда која што е спремна да жртвува цела нација за своите вредности. Се бориме со Русија до последниот украинец. Поздравете ни ги редакција Шител и останатите кои што ви кажуваат дека НАТО е иднината, заедно со вашите представници на ДПШН и СДСШ, и продолжите да гледате што на вистина се случува во светот, затоа што она што ние го правиме е со цел да ви покажеме која е реалната слика. Тоа е нашата единствена работа. Така да ви благодарам за поддршката, се гледаме во следното видео и поздрав од CryptoGameEGM.